Праведниот егумен што се молел на Бога сите да бидат праведни како него. Чита Александар Станојков. Еден друг праведен егумен се молел на Бога да и благословит да бидат сите праведни као него. Молејќи се многу време, му прати Господ еден анđел да му речи нешто. Јеве што беше му рекол. Оче егумене, ти ја чу Госпо молитвата за што му се молиш, да бида као уѓерите праведни како тебе, и ми рече да посадиш 50 корења од зелка, да и вадиш дури да втасаат за сечење и да и пресечиш сите во еден ден, та да и клаиш во една вреќа и да се качиш кај високоно дрво, та да истуриш сите и да гледаш со мукајот која кај ќе се отркалат и во истото време јас ќе бидам тамо и ќе ти кажам нешто што ми рекол Господ. На часо егумено посадил зелки. И вадил и која втасале и исекол, та и однесол кај дрвото и до јадичко сал вреќата да истури зелките, му се јавил анđело пред него. Штом почнале да се тркалаат зелките наудолно, дал вика анđело по егумено: Оче егумене ти се молам, гледај да ја отркалиш зелките сите да правец и сите да до место долу да појдат и да куп да се соберат. Истурајќи зелките егумено, сите се отркалиле право на удолното, а ама само неколку ошле на едно место, а пак друзите една со една и не се здружија и не се окупија. Оти оче егумене не ја отркали сите зелки да појдат на едно место. Јас си отркалив на едно место, ама тие не појдаа на едно место, ангели. Ете така и Господ че егумене и направи луѓето да бидат прави и да одат во рај, ама малцина се тие што одат во рај, а мнозина се тие што одат во вечна, као што се отркалија зелките. Ете за тоа не ти ја слуша Господ молитвата, чунки сами луѓето неќе да се праведни као што сакаш ти.